Наш секс во денот со СДС мислев дека е доста. И така мислев денес со еден секс ке завршиме. Не бе. Треба изгледа уште еднаш втора тура. Ми доаѓа соопштение од СДС, го читам. Демек, соопштениево, многу напишано со помпа, со мелодраматика внатре, со амбиција. Веројатно ми е фуфка се им се ближи ова конгресов на партија, кога е тамо кон крајот на јануари, и веројатно по секоја цена Филип ќе сака да зачува власта. И нормално сега се распукуе внатре со овие негови лични непријатели у партија, непријатели на нивната политика, погрешна, итн. И замислете, такви небулози има у соопштението нивно, што просто те мамат на секс, на ушеднаш, да им го опашаш јако. Например, тамо вика има една реченица во соопштението, вика имаат време, вика СДСМ никогаш не била блиска или соработувала со партии, групи, луѓе, влади кои што имале корени во фашизмот, кои што влечеле корени од фашизмот. Фак. Ма шо кажавте бе, људи? И тебе онака одма ти текнуе. Да кажеме на Љубечо, ти текнуе како соработуваа до ден денес фино со него. Одлично, особено на време кога беа СДС на власт, па како тој се појавуваше на секоја можна телевизија да лапрда за бугарското потекло на македонците, дека нема македонци, сите се бугари, дека нас партизаните, не знам колку 50 години налажале дека постои македонски народ, македонска нација, македонски јазик, дека сето тоа било лага, дека цела историја, сите историчари пишувале за тоа, дека македонците сами се измислиле историјата. Не, Тито им ја напишал историјата. Тоа е едниот пример за човек со кој што соработуеле, кој што влече корени од фашизмот. Имате втор пример. Ви текнуе на љубави, Стево Пендаровски на кој му се обрати со љубави. Каде си љубави? Љубави. Па после се вадеше дека му рекол хубави. Текна кој љубави? Бојко Борисов. Човекот кој што беше најагилен на почеток да се подпише прво договорот во Нивице, кај што Македонија ќе си го смени името. Најпријателски беше, најпозитивен, најамбициозен, да посредува, да помогне, да го подбуцне онаа будала од Муртино, да ја подбуцне побрзо тоа да се заврши. Сите свативме брзо зошто е тоа така. Затоа што после да може да го протурка и договорот оној за пријателство на водници што го имаме со Бугарија. Бојко Борисов, телохранител на Тодор Живков. Тодор Живков, еден од најголемите негатори и душмани на македонскиот народ во историјата. Овој му беше телохранител. Значи, во времето на таа советска Бугарија, би рекол комунистичка Бугарија, што им јадеше од рака на советите, тоест на русите, во таа држава марионета на Советскиот сојуз, тој Бојко успеа да стигне само до телохранител на Тодор Живков. За после тоа да стане премиер години покасно и да им соли памет на СДС што треба да направат за однапред, за како да го примат од позади. Полесно и без тегови, да им лизга поише. Тоа е истиот. Чии што министри во влада дава најшовинистички, најфашистички, имаа ставови најригидни, најагресивни кон сувереноста и независноста на Македонија, тоест на македонскиот народ, на неговиот идентитет, историја, минато, јазик и така натаму. Ципрас, грчките политичари, кои што секојаш знаеле многу добро да кокетираат со фашизмот. Годините наназад, многу добро се знае веќе кој му нудел на Киро Глигоров куфрче со многу пари, скапоцени вазни, што коштаат милиони долари. Од грчки политичари, многу елитни, од највисоките ешалони, кои што барале Македонија веднаш да го смени името у времето на Киро Глигоров, кој тоа му ги нудел на Киро Глигоров тие силни пари, злата, богатства. Ни тоа се знае. Земја која што никогаш не престанала да кокетира со фашизмот. Особено со овој новиот фашизам што го промовира
Европската унија. Да не зборам тука колку оваа партија СДС знаела да биде блиска, да кокетира и со други обскурни ликови, ликчиња од европската политика, регионалната политика, да стапа во контакт со нив, кои што и не се срамеле да каже и отворено да кажат вака, дека некако милиме Сократ, милиме Платон, а може помилиме Адолф Хитлер. Ви текнува некогаш таа партија наречена Социјалдемократски сојуз да реагира на нацистичките поздрави на бугарските парламентарци во Европскиот парламент, на бугарските европарламентарци во Европскиот парламент, ви текнува некогаш да реагирале на тие провокации, на нивните изјави дека македонци не постојат во Бугарија. Ви текнува некогаш да изреагира некој од нив, тогаш Ковачевски беше премиер, кога тогашниот премиер на Бугарија Петков овде на сред центар пред владата даде изјава дека такова малцинство няма в Българија. Кога новинарката го праша има ли сега македонци во Бугарија? Няма такво малцинство. 3 минути покасно се гушкаше со Ковачевски по прими со сите најголеми почести делегација бугарска сликање на куп новинари, куп фотографи, Европска унија, браво, како се гушка. Со овој што минута претходно знаете, у тоа време премиер да имавте премиер, председател на партија што не е Квислинг, ќе се вратиме на Виткун Квислинг, малце после ова мое излагање, ќе се навратам на него. Знаете, премиер на држава, независна, суверена, ако не е Квислинг, што при таква ситуација, само издава наредба до министерот за внатрешни, пошто нели, сега наредба, вака по некоја процедура, оваква хиерархија, не би требало, нали? Се знае како идат тие работи, кој е главен у партијата издава наредба. Само кажам. Делегацијата бугарска веднаш испратете ја до граница, испракете и надвор. Следниот ден, наредба на министерот за надворешни, демарш прво до амбасадата, нивна тука, затварање на амбасадата, протерување на амбасадорот и кој е да е тамо, или конзул кој како и да се вика тоа тамо, и прогласување за персона нон грата. Затвараш диалог пише. Сега, една таква партија, ова соопштение, замислете го спомнува Виткун Квислинг. Ја вака читам и се фаќам за глава. Она до душа Виткун Квислинг го спомнува у контекст со нивен член, но и Деспотовски, како се вика, не знам, Јово ли се вика, Јово мислам се вика Деспотовски. Не, исправете ме ако грешам. Или Слободан, или Јово, едното и тие две сигурно. Јово, да кажем. Демек, он ги напуштил идеалите на социјалдемократите, на партијата, темелните вредности на партијата, само не знам кои се, дали ова пушењево на Бојко, на Љупчо и на остала багра е темелна вредност на СДС. Ако е, тогаш може ги напуштил човекот, кај го знаеш. Тоа не е баш пријатно да дудлаш. Туѓи патлаци. Не е битно и него го споредува, демек овој Деспотовски го споредува со соопштението со Виткун Квислинг. Партијава СДС, која што во својата ДНК стана квислиншка. Виткун Квислинг бил норвешки политичар, за оние кои не знаат, ја често го употребувам квислинзи, го употребувам за предавници на својот народ и често пати со епитетот Квислинг ја китам Социјалдемократскиот сојуз или некоја негова перјаница која што се истакнува вака у јавноста со своите квислиншки ставови, често пати знаете го употребувам тој збор. Некако ми е овака супер прикладен. И тој бил норвешки политичар кој што кога германците ја окупираат Норвешка, он од позиција на таен агент, од почеток никој не знал дека тој соработува со окупаторите, со нацистите, и фактички ја рушил мрежата на отпорот во Норвешка, која што онака не била многу голема, мислам знаете како изгледало тоа, норвешки партизани, двајца без тројца биле. Единствениот херојски чин го направиле, 20 филмови има за него направено, она нападот на, како се викаше ова, што била фабрикава за прајање на тешка вода, што требало да се користи за изработка на Телемарк, или така некако се викаше место, кај што 12 илегалци норвешки го напаѓа тоа местото да уништат производството на тешка вода. Нивно тоа направа, не е битно. Битно овој тип во голема мера со своите предавнички дејства, чинови, го успорил
отпорот на норвешките антифашисти во борбата со окупаторите, нормално со цел да добијат окупаторите да биде главе во една марионетска норвешка влада која што послужи на Хитлер. Што слично како Бугарија што му служеше на Хитлер. Рецимо, и сите останати. Што има марионетски влади. Сега, замислете. Овие го потребуваат ова епитетот Квислинг. Виткон Квислинг. За нивни член да опише, да ме кондил Квислинг. Им ги издал ова вредностите и идеалите на партијата, темелните вредности. Овие што предадо еден цел народ, што го турнаа во невидано понижување во поблиската и подалечна историја на Европа, не знам дали постои влада која што го турнала во поголемо понижување и во поголем срам својот народ од владата на Социјалдемократскиот сојуз, кога ја предводеше Зоран Заев, потоа и Ковачевски и сега и доктор Венко Филипче, кој што не отстапува од наративот бугари во устав, бугари ова, ние бугари во устав, Европско ние. Соопштението, замислете што пишува. Сега пред изборите, што им конгресот што им следи тамо, јануари, крајот на јануари. Многу агилни, спремни, мора да докаже дека СДС е здрава партија на здрави нозе, дека ВМРО-овците јадат говна која вика дека се завршена приказна, дека се умрена партија која не може више ни со мал прст да мрдне. Не, ангажирани се, мотивирани се, јаки се и викаат дајте да го одвоиме плевелот од житото. Дајте, вика, да го одвоиме плевелот од житото. Дечки, Филипче, кој и да ти го пишал текстов соопштението, прво честите му на поетската слобода, знаеш, много е битно кога пишеш едно партиско соопштение, нека да добиеш таков наплив, инспирација, поетска слобода, знаеш, творам се, измислувам ова, значи креативен сум, значи правам склопови конструкции, научна фантастика над реалност, нереалност, сатира, пародија, ама творам, тоа е партиско соопштение, тоа мора да изгледа феноменално, да му се допадне на лидерот. Ке го одвоеле плевелот од житото. Прво честите му Филипче на текстописецот на инвентивноста, на креативноста. Второ, треба да знаеш една работа. Значи, пишување роман или научна фантастика е едно, реализам е сосема другаче. Реализмот вака ти вели, Венко. Ако ви у СДС го одвоите плевелот, на зрнце жито нема да ви остане. Пошто жито и нема. Сакам да кажам, сега вас плевел. Така да нема што да одвајате. Мислам, глупо е. Ќе се одвоите самите себе и ќе останете амбаров празен ќе биде, пошто нема кај вас зрнце жито нема, нешто здраво себе, не. Многу ви е грешка ова. Мислам, веруете у глупост, у научна фантастика. Така што многу е важно да сватите дека очигледно не сваќате. Дека тоа што сте сега за нигде не сте. И сега да ви кажам краичком разума, што би рекли српски свет. Сваќам зошто ВМРО ДПМН ве остава бе вака, не ве апси. Сега малце почнав да сваќам, не го оправдувам, тоа што ве оставаат не уапсени, као квислинзи. Не као квислинзи на партијата, као квислинзи на македонскиот народ и на македонската држава. Не го оправдувам тоа, многу разбирам до некаде, малце сега го разбирам. Па ВМРО не може да си посака бољи противник од вас бе. Па ВМРО ве остава да се растурите меѓу себе. Као што викате, као бугарско собрание. Баш така, ама сами да се распуштите. Не некоја страна да ве распушта, рецимо кој на времето Сталин што ги распуштало и у бугарското собрание. Но таму и таа синтагма доаѓа. Нели? Нешто Бугариве, пошто као дудлачи на Сталин, пошто претходно на Хитлер му дудла. И кога Хитлер им дојде со тенкоите до граница, рекоа и доста му дудлав на Хитлер, овој заебан тип, може да исчезнеме како држава, дај малце да смениме ова патлак, па решија на овие да им дудлаат.
Јарно, ма така убаво им задурла на русиве. Шо едно време па нивно во собрание донесеше некоја одлука што малце не му се свиѓа на Сталин, а Сталин одма им ги распушташе собранијата. Одене сите по дома. Абе не, друже, Сталин, капа Сталин имаме седница. Не. Ај по дома се сите. И они мораат да идат дома, затворено собрание во катанец на врата, да се координираат, да видат што е најдобро, да се донесе одлука за Сталин да биде задоволен. И фактички сега ова ВМРО што го ги остава сами да се растурат као бугарско собрание, да речат, дечки, доста, видовме што видовме, направивме што направивме, не биваше, дај се да си идеме по дома сите, стај тука катанец, утре руши багер, тоа бихачка катна гаража, една убава на 6 ката со руф, топ горе, нешто журчиња, ова, то. Зашо во ваква ситуација нешто би реагирал? Ќе оставаат че овие со 300 на саат одат у бетонски ступ. Со 300 на саат. Венко им е добар. Супер им е Венко. Венко, јако. Околу времето кога беше министер за здравство времето на ковид. Веруваме му на Венко, Овие будали уште му веруваат на Венко. Такви ретарди немате сретнато. И после ВМРО си седел на страна и си фаќал се, што да правиш такви петарди, бе, што да правиш? Ги оставаш сами со болидо да се залета, да се апнат тоа бетонски ступ. И чао, пријатно, погледање. Дај друго дете ќе биде после. Ете тоа. Ајде, ја малце вака, морав, јеби. Не мислев, ама морав. Некој еден секс доста е со СДС на ден. Не, те инспирира некако. Ајде, чао.